И веќе е време да продолжиме со емисијата и да го представам јас мојот денешен прв гостин. Всушност станува збор за една прекрасна гостинка, Ивана Мишева од Сдруженијето за заштита на животните Анима Мунди. Денеска со нас. Здраво, Ивана, и добро ден дојде. Здраво, благодарам повторно на вашата прекрасна покана во прекрасно друштво и студио, како и секогаш. Секако дека кога е да има нешто ново, кога е да се случува нешто ново, ние сме тука нели да излеземе во пресвет и да ги информираме гледачите што всушност се случува овој пат во полето на вдомувањето на милионичињата и токму во таа насока ќе се движи нашиот разговор. Меѓутоа на самиот почеток јас би сакала да ни раскажеш што има ново во Сдруженијето Анима Мунди, на што сте насочени периодов. Така, периодов, како и секоја пролет и почеток на лето, е период кога имаме доста нови животинчиња, едноставно подмладок на улиците, за жал. Меѓутоа, нашето внимание е најповеќе насочено кон вдомување и нели тргање на тие животни од улиците, посебно кога се работи за малите кутриња и мачиња, кои што моментално ги има во огромна бројка. Значи, тоа можам да кажам дека моментално е стварно најголем приоритет. Навистина ние сите се трудиме што повеќе животинчиња да го најдат својот дом. Потоа, нели, нормално како и секогаш нашите активности ги заштитуваме животните покрај тоа што нели се трудиме на граѓаните кои што ќе ни се обратат да им помогнеме за сите видови на проблеми кои што ги имаат, дали помош да бараат од нас, совет и слично. И нормално е нашите вообичаени активности кои што ги правиме секојдневно, буквално веќе секојдневно. Така, сакала да те запрашам, Ивана, гледате вие сојузник во граѓаните кои што се љубители на домашните и животинчиња или пак обратно, граѓаните гледаат сојузник во вас во борбата која што се води? Мислам дека постои еден огромен реципроцитет. Ние сме тука благодарение на граѓаните и секогаш за нив. Не сме тука ради нели државата, не сме тука сигурно ради нешто друго. Најповеќе сме тука ради граѓаните и кои што ни се обраќаат, нели. Не би ги имале тие животинчиња за вдомување доколку не се јават граѓаните и кажат: "Ве молам да ми помогнете, имаме вака и вака, чуваме кучка која што беше улична, ја земавме дома, не ја стерилизиравме на време, еве сега имаме кутриња, ве молам да ни помогнете", нели, секогаш излагаме во пресред за вдомувањето, да. Секогаш излагаме во пресред доколку можеме да помогнеме да се направи стерилизација. Значи има луѓе кои што едноставно да се хумани, чуваат животни, ги сакаат, собрале неколку животинчиња од улица, меѓутоа кога ќе почнат тие истите што ги чуваат да се размножуваат, е веќе преголемо оптеретување за нив и најпожелно е секогаш да се направи стерилизација, зашто во најголемиот дел од случаите ние можеме да обезбедиме барем попуст кај ветеринар или да помогнеме околу трошоците. Така, ги слушаат ли вашите совети кога им советувате во конкретниот случај стерилизација? Има. Значи, како што кажав, граѓаните ни се сојузници и ние на нив. Тие ни помагаат некогаш и со привремен дом, некогаш со траен дом. Околу стерилизациите најчесто успеваат да не послушаат, меѓутоа нели секогаш финансискиот проблем, еве гледаме зашто попрво да тргнат пари на страна, меѓутоа оние што навистина ги сакаат своите миленици кои што ги вдомиле или без разлика, значи без разлика расно или нерасно, ако го сакаат своето милениче, треба да се потрудат да го стерилизираат и кастрираат, бидејќи тоа е за негово добро, за неговото здравје пред се, не за нашето, не за бројот на животни кои што ќе ги оставиме или нема да ги оставиме на улици, едноставно за здравствената состојба на миленичето кое што го сакате и се грижите за него. Така, она што јас би сакала да го нагласам е дека ти не дојде денеска сама во студиото, со себе донесе и едно пријателче кое што денеска ќе може некој да го посвои, да го вдоми во својот дом. Може ли да ни кажеш зашто станува збор? Така, јас дома имам повеќе пријателчиња, меѓутоа ова беше најсоодветниот патник за денеска. Се работи за едно мало хрчаче кое што го донираше една ветеринарка, се вика Даниела, има ветеринарна ординација во Козле. Таа сакаше да направи едно хумано дело, да израдува неколку дечиња, донираше неколку хрчачиња, од кои што ова се уште си го бара својот соодветен дом. Луѓе ќе речат глувче, не треба многу некоја грижа околу него, тоа до негде е точно да,
Меѓутоа, хрчакот како животинче исто така е многу чувствително. Едноставно бара внимание, бара луѓе да го поиграат, да го извадат, да го потрчаат малце, си сака разноврсност во исхраната, си сака да си глода и житарици, некогаш краставичка, некогаш морковче, да му се менува пилевина или нели во што и да се чува, да му се исчисти еднаш во 2-3 дена. Значи, едноставно е исто толку интересно животинче колку што би било маче и куче. Нели секогаш постојат оние реквизити нови направени, да трчка во нив, да ги носи, топчиња, били сме видели и оние филмови топче, повнатре ги се стави хрчакот, ги има и кај нас, па си трча низ дома. Значи, можете да бидете креативни со ова животинче, многу е мало едноставно за маневрирање, не зафаќа многу простор дома. Сепак имате милениче кое што нели не мора да се шета на ланец, може да го поиграте кога имате слободно време, не ви го диктира распоредот во денот, не бара некоја строга дисциплина околу хранење и слично. Така да сметам дека луѓето кои што сметаат дека немаат многу време за милениче, а сепак сакаат нешто да имаат во домот, можеби ова би било соодветно за нив, доколку нели им се допадне. Така, и јас тука би додала дека сите кои што се заинтересирани би можеле да се јават на нашиот телефонски број 25 21 003, а потоа во режија ќе го добијате контакт телефонот Дивана, нашата денешна гостинка, и на тој начин ќе можете да исконтактирате студија, да се договорите околу вдомувањето на овој мал хрчак. Иван, јас би сакала да запрашам, рече во твојот дом имаш многу вакви пријателчиња, а сите тие имаат посебен режим на исхрана, посебен начин на одгледување, колку тоа го диктира твојот распоред и тешко ли е да се чуваат во домашни услови вакви животинчиња? Комплетно го диктира мојот распоред и моето време, морам да кажам. Јас тоа го правам бидејќи сум огромен љубител и мојот дом, јас и моите родители заедно, нели, го имаме отворено за повеќе животинчиња кои што нели привремено се кај мене и го бараат својот дом. Истото го прават и сите активисти од Сдруженијето Анима Мунди, значи немаме активист кој што имам 5 животинчиња, секогаш е над 5. Кај некој има навистина поголема бројка, некои се животинчиња кои што се во процес на лекување сега во овој период, бидејќи имаме многу мали мачиња, имаме... Веќе можеме да забележиме, извини само на кратко ќе те прекинам, веќе можеме да забележиме и фотографија која што фотографија ја прикажуваме со цел да им покажеме на нашите гледачи дека има уште вакви животинчиња кои чекаат вдомување. Така, фотографиите кои што моментално одат се од мачиња и кутриња кои што моментално се на располагање за вдомување. Значи, меѓу нив има и машки и женски. Кога ќе стигнеме до сликичката, јас ќе ви покажам, има една поентерка која што се вдомува, која што е во Велес. Исто така, тоа сакав да го нагласам, дека соработуваме со Сдруженијата, да, ова се прекрасни мали кутриња, 3 машки, 3 женски, кои што ќе бидат среден раз во дворче. Одлични, нели, за луѓето кои што не сакаат баш миленикот да го чуваат и дома затворен, а имаат услови за во дворче да чуваат милениче. Така, ова се истите кутриња, отприлика среден раст ќе бидат, колку значи околу 2 месеци се стари. Секој значи што би сакал кутре за во двор, ова би било нели одлично за таа цел. Понатака сакав да ви кажам дека Сдруженијето Анима Мунди се работува и со здруженија кои што се надвор од Скопје. Значи, сите здруженија на ниво на Македонија, ние се консултираме секогаш и пробуваме меѓу нас да вдомиме животни. Значи, едноставно има луѓе кои што се од Кочани или од Кичево или од Охрид, кои што им се допаднало некое конкретно кутре, маче, без разлика, кое што е да речеме од Скопје. Навистина секогаш се трудиме да обезбедиме некој вид на превоз, бараме помош од граѓаните и тука се надополнуваме нели со љубителите на животни кои што можеби немаат услови да чуваат, немаат услови да згрижат привремено, меѓутоа можат да ни понудат. Денеска одам на кај Охрид. Дали случајно имате некое маче или куче, било што може да се превезе, што бара дом, што нашло дом таму, па можам да ви помогнам. Значи секогаш секој вид на помош е добре дојдена. Значи секој што може да се понуди, некогаш може што се вика да спаси нечи живот и да му даде дом. Така, во почетокот на разговорот, убаво внимавав на она што го зборуваше,
ми се чини рече во овој период е се поголем бројот на милионичиња кои што се на улиците. Меѓутоа, од друга страна, дали тоа значи дека самите летни одмори придонесуваат за тоа никако луѓето да се намалува нивниот интерес за вдомување на милиониче? Интересот можам да кажам дека малку е опаднат, меѓутоа она што го имаме е вдомување преку целата година. Можеби така некако се осеќаме ние моментално преплавени со животни, бидејќи во овој период едноставно се поволни временските услови за животните да се размножуваат. Тоа е природа. Ние не можеме да диктираме природата како функционира, таа едноставно функционира во корист на да преживеат најголем број од животните кои што ќе ги произведат. За жал, тоа значи дека 90% од мачките ќе родат по минимум едно легло, некои две во текот на летниот период, тоа значи еден куп нови мачиња на улиците. Можам да кажам дека до сега имаме огромна бројка на мачиња прво и основно вдомени, преку 40. Од почетокот на 2013 ние креиравме и од почетокот на 2013 е во комплетна функција и задолжителен за употреба нашиот регистар за вдомени животни. Значи, тоа е прв од таквиот вид во Република Македонија и имаат можност да го користат сите здруженија за заштита на животни. Значи, еден вид на единствена евиденција која што имаме и која што понатака ни овозможува да имаме преглед на бројот на вдомени животни, луѓето кои што ги вдомуваат, дали нели понатака соодветно се грижат за нив и нели доколку побараат помош од нас, секогаш да бидеме достапни. Така, во текот на разговорот, гледачите можеа да забележат и уште неколку фотографии од најчесто од мали кутриња. Исто така, сите овие кои што ќе ги забележат нашите гледачи на екраните, може да се вдомат? Така, моментално сите кутриња што одат во меѓувреме нели со разговорот, се кутриња и мачиња кои што се за вдомување. Жолтото малечко кутре кое што го видовте е Наполеонче. Тој има една единствена сторија, мислам дека цела емисија ни треба за неговата сторија, бара дом. Има еден мал хендикеп, едното раченце му е закржларано. Јас би сакала да го видиме уште еднаш малото жолто кутренце, додека зборуваме за него. Да, се надевам дека режијата ќе може да го вратат, меѓутоа јас за него имам само најубави зборови да кажам. За жал, беше вдомен во една прекрасно семејство, прекрасно нели дворче, место за трчање, се што сака. Но се погоди да не сака. Така, ова е Наполеонче, кутрето е со мал раст, нема ни една година, многу игриво, многу сака деца, меѓутоа тоа што не сака и не се согласува се кокошчиња. И тука го најдовме проблемот, едноставно почна да ги брка, тој сака повеќе да се игра со нив, меѓутоа луѓето кои што ги чува кокошчињата едноставно се плашеа да не направи нека белја и за жал мора да го дава повторно да го вдомиме. Јас би замолила сите кои што се заинтересирани за кутре со мал раст да размислат за Наполеонче, кој што покрај тоа што функционира на 3 нозе има душа за 5. И тоа се надевам дека конечно Наполеон ќе се усреќи, ќе си го најде својот дом и ќе биде среќно на домашно кученце. Што е со останатите кучиња? Кучиња секогаш има за вдомување. Моментално, колку што ги видовте на екраните, имаме и мал раст, среден раст, веќе возрастни кучиња. Така, ова кутренце ќе биде мал раст, е женско. Меѓутоа е така некоја мешавинка од пудличка, има витка, длака, навистина едно миниатурно срценце. Сите овие кучиња морам да напоменам дека се собрани од скопските улици, за жал, кои што се значи моментално во нашите домови или домови на активисти, луѓе кои што се грижат. Сите кутриња се соодветно прочистени од болви, прочистени од цревни паразити. Значи кутрето кога го добивате 100% здраво, значи здравствената состојба е пред се. Потоа нели оние основните работи се за него пружени и благодарение на проектот Civica Mobilitas кој што даде една огромна поддршка и преку кој што успеавме да набавиме, односно тие ни понудија бесплатни вакцини да може да понудиме за дел од животинчињата кои што ги даваме за вдомување. Ова е Мила,
една мешанка од поетерка, која што исто така бара дом, 10 месеци стара, стерилизирана веќе, така да и вакцинирана. Оние кои што би ја вдомиле, би биле навистина среќни со едно вистина домашно кутре, може би и вака среден раст, меѓутоа навистина една огромна маза, домашно, како за... Кај ќе го стеш таму, ќе го најдеш? Премногу е кутрето мирничко, за... Некој ќе каже големо кутре, ќе направи дома од белја, ќе почне да скока, темпераментно е, ова е сосем спротивно, една огромна маза. Така, можеме ли да им укажеме на нашите гледачи дека тоа што овие кутриња немаат педигре, тоа не значи ништо лошо, дека може да им веруваат, дека може во домашни услови да ги остават да си играат со нивните дечиња? Така. Она што луѓето го предпочитаат кога земаат некое кутре со педигре е, да речеме, до негдека знаат што добиваат. Може би во нашиот случај, кога се работи за вакви кутриња кои што се мешани од што дал Господ, може би тоа е најинтересната работа. Никогаш скоро не знаеме што ќе искочи кога ќе порасне. Кутрето секогаш може, нели, ветеринар нормално да процени при преглед дали ќе биде мал, среден или голем раст, меѓутоа секогаш кутрето на крајот е едно многу интересно живо суштество кое што, верувајте, ќе го сакате многу повеќе него расното куќе што сте го купиле и земале дома. Значи сите овие кутриња толку пленат со својот карактер, како на пример Гаро моментално што го гледате на телевизија. Значи тој е кутре со мал раст, нека мешавина од пекинезерче е, меѓутоа е толку едно живичко кутре, толку сака да скока, да игра, има енергија, мислам дека за 3 кутриња. Така да покрај тоа што е кутре со мал раст, би било соодветно за него да има куќа со дворче, за да може да ја троши таа енергија, нели? Покрај тоа што кутрињава, нели, кажуваме, не се со педигре, не се расни, за секој може да кажеме отприлика каков карактер е и затоа не секогаш секој што ќе се јави за тоа кутре е подобен вдомувач. Значи ние сакаме да вдомиме, значи сите овие кутриња што ги вдомуваме се за подарување. Меѓутоа, луѓето што ќе се јават некогаш и не разбираат зошто не може да го добијат тоа кутре ако условите не се соодветни. Така, ова се две прекрасни девојчиња. Белката си најде домче пред некој ден, другата се вика Аба, некоја мешавина од лабрадорче се. Многу мили, многу, значи до сега домашно чувани од еден странец во Македонија. Значи покрај тоа што имаме, нели, огромна помош од нашите сограѓани, имаме помош и од луѓето од странство кои што се дојдат дури на привремено и на трајно тука. Значи и тие се луѓе со преголемо срце кои што сакаат да помагаат цело време. Значи повторно се враќаме на условите за чување. Да, условите за чување, како што кажав, да, ова се две мачиња кои што се моментално ночи кај мене. Жолтото е машко, шареното е девојче. Има ли повеќе интерес за мачињата или за кутрињата? Во овој период има интереси за двете, меѓутоа луѓето кога бараат мачиња, некогаш имаат замислено какво маче сакаат. Тоа е многу интересно, што за кутрињата не секогаш кажуваат сакам црно кутре или сакам шарено со точки или слично. Меѓутоа за мачињата знаат да кажат сакам црно со бело, сакам жолто тигресто или сиво тигресто и со малку подолга длака, со недолга длака, меѓутоа бидејќи моментално има во огромен број на мачиња, секогаш ако не се кај мене дома, сигурно сега и другите активисти, имаме да понудиме буквално од секоја боја. Дали ти е тешко подоцна откако, нели, ќе помине извесен период, се спријателуваш, ги засакуваш сите овие мачиња и кучиња, потоа треба да ги дадеш некаде на вдомување, колку е тешко тоа? Тешко е, значи тешко е како да даваш, да не речам дете, меѓутоа секое што сме го земале и сме го примиле во нашиот дом, сме го гледале како да е наше и како да е дел од нашето семејство. Ништо помалку не сум го сакала, така во едно пробојно шарено девојче, кое што исто бара дом, мешанка од мајка турска Ван. Како што кажав, секој едно го сакаме како дел од нашето семејство и многу е тешка разделбата после тоа. Сакаме секогаш да веруваме дека сме одбрале одличен дом за понатака да го чува тоа кутре и дека би го чувале на, да речем, истото ниво како што ние до сега сме му пружиле и сме го чувале и, нели, ќе му пружат тоа здравје и
едноставно сите подобности животот што може да ги понуди за едно куче или маче, едноставно не бараат многу. Така, што се условите кои што ги барате за вдомување на кучињата? За секое кутре или маче е различно, нели? Јас секогаш кога се јавуваат луѓе за вдомување, ги прашувам какви услови нудат. Значи, за да им понудам тоа што би било соодветно за нивните потреби. Едноставно, некои луѓе ќе ми се јават и ќе ми кажат дека им треба кутре кое што лае повеќе, сакаат некој да им чува, сакаат да го остават зимен период во куќарка со изолација, надвор да спие, дека не можат да си дозволат да го стават внатре за спиење и слично. Значи, за сите тие луѓе има, да речем, соодветен профил на куче кое што би одговарала. Нормално куче кое што не е расно, меѓутоа ние ги знаеме кутрињата од прилика и според карактерот и според големината дали би биле соодветни за условите. Како што кажав, на пример, да го бара некој кутре за во двор, би понудиле, значи, ако ми каже дека нема проблем дали е големо или мало, би понудиле некоја мешавина, да речеме, со голема врста на куче, дали шарпланинец, дали нешто слично, меѓутоа нешто што ќе биде поголемо. Ако ми кажат имам мал двор, меѓутоа сакам кутре кое што лае, ќе понудиме нешто помало, меѓутоа да речеме да може да ги издржи временските услови, да едноставно има по-густа длака, да има убава изолација, да биде негдека под завет, под стреја, а сепак да имаат кутре, сепак да имаат, нели, пријател за децата, за нив дома, кој што ќе може да си го прошета. Така, мене ми е многу интересно прашањето околу изнаоѓањето начин да се обезбедат со храна сите улични кучиња. Токму во таа насока, вие како Здружение за заштита на животните имавте една акција. Што се случува со оваа акција? Дали дава резултати? Дали вродува со плод? Така, акцијата која што мислам дека одеа неколку слики од неа, тоа беше една акција во склоп на Баскерфест која што ја организиравме. Акцијата беше генерално, нели, кој може каква поддршка да понуди, да, меѓутоа од друга страна беше информативна. Понудивме доста информативен материјал кој што, нели, сите граѓани мислам дека знаат како треба да се чуваат миленичињата, меѓутоа не секогаш се доволно информирани. Едноставно да понудиме инфоматеријал кој што е, можам да кажам дека е клучен за растот на едно општество. Секоја една работа која што сте ја прочитале, а претходно не сте знаеле, малку повеќе го кренало нивото на вашата свест, нивото на она како можеби не сум бил сигурен баш дали требало вака или така. Океј, ќе ги сконтактирам Анима Мунди на Facebook или на мејл, ќе ги прашам. Секогаш сме тука, секогаш сме отворени за комуникација, не е проблем, секогаш одговараме на сите прашања. Можеби некогаш ни треба еден ден, меѓутоа секогаш добивате дури стручен совет, ако треба ветеринарен совет, ако треба да ве упатиме кон ветеринар, ако треба и правен совет во однос на милениците, значи секогаш сме тука за помош на граѓаните. Така, што е оно што најмногу ги интересира и какви совети најмногу бараат од вас? Во однос на исхраната, во однос на чувањето? Најчесто бараат помош за вдомување, бидејќи тоа, нели, еве вака со помош на медиумите, со помош на Facebook, со помош на другите едноставно начини на комуникација со кои што сме поврзани со остатокот од Македонија, имаме таа можност да се чуе нашиот глас малку подалеку. Втората работа со која што бараат често помош е проблеми околу некој настан, дали ветеринарен проблем кој што го имаат, кучето е болно, има некој осип на кожата, значи нешто поврзано со ветеринарната услуга. Дали било помош да им помогнеме околу стерилизација и слично, или да ги упатиме на најблизок ветеринар. Тоа секогаш нормално го добиле како одговор од нас, доколку имаме некој кој што, бидејќи, нели, поминуваат низ нашите домови голем број на миленичиња, едноставно е неизбежно да се сретнеме со голем број на ситуации, голем број на медицински работи, ветеринарни работи со кои што треба и ние самите да се справиме, па искуството си го прави своето.
Така да некогаш некој од нас може да даде доволно валиден совет, но секогаш второто мислење, она на ветеринарот е најважно и нели терапијата која што ќе ја даде ветеринар секогаш е најсоодветна. Така се случува ли досега да откако ќе доми одреден нели љубител на животни, некоја куче или маче, по некое време да му досади повторно да ви се јави, да ви каже дека не знае што да прави, дека сака да ви го врати назад? Се случува, бидејќи некогаш размислувале едно, условите се смениле, живи луѓе сме, едноставно све се случува многу често во последно време на малите дечиња во домот да се отвори алергија, да се појави некој таков респираторен проблем поврзан со длаката од домашните миленичиња. Меѓутоа, тоа од друга страна сакам да напоменам на сите родители дека укажува на пат на имунитетот. Никој до сега кој што појавила алергија, дали било на јагоди, дали било на било што друго, без разлика на милениче во домот, не ги тргнал комплетно од исхраната и од употребата. Значи, секогаш и советот на докторите е, она од кое што сте алергични, кренете го имунитетот, полека почнете да го внесувате во исхраната во различни видови, кога ќе го кренете имунитетот со исхрана, пробајте пак, видете дали можеби сега организмот не реагира повеќе, нели, како што реагира претходно. Тоа сакам да напоменам, не секогаш брзајте да го исфрлите миленичето од дома. Значи, размислете дека најпрво од се, вие сте му домот, вие сте му семејството. Второ, ако веќе стварно е ситуацијата таква да треба миленичето да најде друг дом, пробајте видете, бидејќи сите луѓе се врзуваат емоционално со нивните миленици. Тие дури кога не сакаат да ги дават, некогаш мораат, точно. Побарајте некој од блиските пријатели, од блиското семејство, негде каде што вие ќе бидете, што се вика, со мирна совест дека миленичето ќе биде добро згрижено. Можете да го посетат? Така, може да го посетат, што се вика, ќе може да си го направат повторно оној тест. Сепак го земале првично бидејќи имале љубов. А тоа не може да исчезне. Значи, колку и да се сменат условите, јас верувам дека луѓето се добри, верувам дека луѓето ги сакаат животните пред се. И кога веќе чувале некој милениче, тие го сакаат и сакаат да биде се најдобро со него и да му биде се понатака најдобро. Имаме случаеви каде што нели луѓето побарале да го вдомиме повторно миленичето, се нашол доми за таквите миленичиња. Значи, еве Наполеон е еден случај. Значи, како што кажав, условите за некои кутриња и мачиња се менуваат. Наполеон беше вдомен заедно со уште едно кутре кое што остана таму. Значи, кутрето е посоодветно, едноставно не е толку темпераментно колку што е Наполеонче, не покажува желба да ги бе како ковчињата. И така да, едно остана, едно најде свој траен дом. Меѓутоа за Наполеон мораме да најдеме уште еден дом кој што ќе биде, нели, исто толку полн со љубов, исто толку деца ќе има кои што ќе го сакаат и ќе го обушкаат. Ке нема коковчиња, за жал. Така, јас се надевам дека токму со овој разговор успеавме да ги поттикнеме нашите гледачи да го вдомат и Наполеон и останатите кучиња и мачиња кои што ги видовме на фотографиите. Уште еднаш ќе повторам 25 21 003 е нашиот телефонски број, а потоа ќе исконтактирате со момците од режија и тие ќе ве пренасочат како да дојдете во контакт со Ивана, нели вака јавно да ни го даваме вашиот телефонски број. Така, не е проблем. Исто така и за хрчачето, исто така ќе ве приупати режијата. Нормално, доколку можеби не го видовте она што го барате вие како миленик, можеби имате некој милениче кое што го имате замислено во главата. Јас донесов неколку слики од моментално животинчињата кои што 100% не се вдомени, ви кажувам, и моментално бараат дом. Меѓутоа, доколку имате некои преференции, можеби околу како сакате вашиот миленик да изгледа, да биде со раст, можеби да биде мешавина, некогаш имаме и мешавина од расно кутре. Едноставно не секој може да се погрижи неговото кутре, да не излезе од дома во периодот за парење, да биде згрижено, да го стерилизира на време и слично. Имаме и мешавина со кутриња, нели, мешавини од кутриња кои што бараат дом.
Така да, слободно јавете се, кажете ми нормално што барате, како барате, јас ќе се погрижам, ако не денеска, во текот на неделата, некој да ви сконтактира со нешто што има да ви понуди слично. Така, јас тука некаде само би додала дека без разлика дали станува збор за расно куче или пак не, кучето или мачето ја дава тистата љубов како што би ја дала и оние кучиња со педигре, за кои што плаќаме понекогаш и привисока цена. Точно. Кога ќе се вратиме во нашите домови после напорниот работен ден и кога ќе видиме дека така радосно не пречекуваат, без разлика дали се со педигре, дали се расни или мешанчиња, секогаш љубовта е голема. Така, кучето не знае дали има педигре. Кучето нема осет за својата големина, ниту за својот вид. Едноставно, ако видите повеќе кутриња и мачиња на едно место, тие функционираат како едно семејство, како една група. Дури не се ни разликуваат како кучиња и мачиња и да се бркаат. Тие пружаат љубов и се едноставно огледало на човекот кој што ги чува. Значи, секој еден сопственик велат дека после некое време наликува со кучето, меѓутоа обратно во суштина, бидејќи кучето е тоа што со карактерот се адаптира према сопственикот. Значи, тоа е како едно огледало на нас. Токму така. Јас тука некаде, Ивана, ќе ти заблагодарам за гостувањето. Ми беше мило што и денес ќе издвои време да дојдеш, да поразговараме на ова навистина убава и интересна тема. Јас само сакам да го земам овој мојот господин да го покажам. Ако не успеа да го фати камерата, еве вака. Ова е нашиот гостин во студио. Јас се надевам дека после оваа емисија ќе си го најде својот нов дом. Исто така се надевам и јас, дека тоа ќе се случи што е можно поскоро. Ето така. Благодарам уште еднаш што ме поканивте, се надевам наскоро повторно ќе имаме прекрасен разговор, како и секогаш многу информативен за граѓаните и се надевам дека по емисијата ќе се обратат граѓани кои што можат да понудат помош, не само да сакаат да вдомат, туку можат едноставно да понудат што имаат како помош, едноставно да кажат можам да причувам кутре за 2 дена. Повели, ако имате некој моментално што му треба привремен дом, може кај мене. Или можам да помогнам со превоз, можам да помогнам да донирам 1 кило храна. Значи секогаш има начин да се помогне. Така, јас се надевам дека ќе се јават голем број на наши гледачи и ќе искажат својата љубов кон овие домашни миленичиња. Уште еднаш Ивана ти заблагодарувам за гостувањето и секако ќе се видиме многу наскоро со нова ваква интересна тема за разговор. Така. Следуваат рекламите.